Отварањето на Центар за рехабилитација представува важен чекор кон поголема инклузија на лицата со попреченост. Штип ќе биде првиот град во државата кој ќе им овозможи на младинците преку разни терапевтски активности да стекнат вештини за самостоен и независен живот, смета Зоран Мијалков, родител на деца со попреченост и преседател на Сдруженијето Сплотени срца. Центарот кој ќе биде сместен во просториите на Средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев дневно ќе згрижува по 24 луѓе и ќе се работи со нив на подобрување на состојбата во која се наоѓаат. Шивана рехабилитација на дечињата, значи работа логопеди, дефектолози, физиотерапевти со овие дечиња и други стручни луѓе, и многу е битно и негуватели кои што пред се човечката нишка ќе имаат спрема овие деца, значи многу битна терапија со игра и љубовта. Изградбата и опремувањето на центарот ќе чинат околу 11 милиони денари. 11% треба да кофинансира општината. Во моментот проектот е во фаза на тендерирање преку Министерството за труд и социјална политика. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов се надева дека веќе наредната година, откако просторот ќе се реновира според стандардите, ќе биде ставен во функција. Освен професионалци во работата на центарот, активно треба да се вклучат и родителите, а по 4 часа во 2 смени да се разделат децата од младинците. Нема да можат сите да се опфанат, дури по договори со родителите. Во почетокот за повеќе деца да се опфанат би требало, ако треба, и 2 дена да ти оди детето само, 2 дена да оди друго дете, 2 дена трето, додека да почне како што треба. Меѓутоа и тоа е ишчикови, тоа е помош. Некој пат и 1 час да можеш на заборекав да отидеш, ти е многу битно детето да знаеш каде ти е, дека е згрижено и дека тај 1 час ќе се работи со него. Освен отварањето на Центарот за рехабилитација, во блиска иднина се планира и отварање на Центар за младинци. Во него ќе може да се вклучат сите граѓани. Особено место тука би имале пензионерите, музичари, уметници, спортисти, логопеди, кои со своите вештини и искуства ќе помогнат во инклузивниот процес.